По првата точка, извештај за извршување на буџетот на општина Кочани за првиот квартал од 2021 година, воведно излагање имаше раководителот на секторот за финансии Дени Рашков. Потоа советниците меѓу другите ги разгледаа точките кои се однесуваа на предлог програмата за измена и дополнување на програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2021 година. Предлог програма за изменување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2021 година. Предлог програма за изменување на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2021 година. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Кочани за 2021 година. Предлог одлука за утврдување приоритетни проекти, предлог одлука за сопствено учество на проектот изградба на локален пат Крушка Ајдар, втор дел, и кофинансирање на проектот реконструкција на улицата Роза Петрова, втор дел, и на проектот за изградба на улицата 563 во Лесна индустрија. Советниците го разгледа извештај за работењето на комуналното јавно претпријатие Водовод за периодот од 1.1. до 31.3.2021 година со финансиски показатели и проекција за користење на водата за пиење во сезоната пролет-лето 2021 година од системот за водоснабдување, потоа информацијата за одржување на ДАВ во Кочани, како и информацијата за состојбата со коронавирусот на подрачјето на општина Кочани. Советниците со посебен интерес ја проследија информацијата од Овара Кочани за ситуацијата со безбедноста, кражбите и разбојништвата во последните 2 месеца на територијата на општина Кочани, при што искажаа загриженост за негативните бројки и се заложија институциите да одговорат на ситуацијата и да се справат со негативните тенденции.